почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, почитуван градоначалник на општина Газибава, господин Борис Георгиевски, почитуван директор на Основното училиште Вера Јоцич, почитувани наставници, драги ученици, родители, представници на медиумите, дами и господа. За месец и пол пак ве посетуваме, пак сме дојдени тука, во просториите на Основното училиште Вера Јоцич и повторно имаме голема и важна причина. Во интерес на учениците, на сегашните и идни генерации во ова училиште, но и на вработените во ова образовна установа. Откако ја заокруживме реализацијата на инвестицијата вредна 60 милиони денари за изградба на целосно нов и современ објект за потребите на училиштето, со што старите и дотраени постземјотресни бараки заминаа во историјата. Сега започнуваме со реализација на нова капитална инвестиција вредна околу 24 милиони денари. Започнавме изградба на современ, енергетски ефикасна, мултифункционална училишна спортска сала, со што учениците кои посетуваат и ќе посетуваат настава овде, ќе добијат комплетни нови услови за квалитетна реализација на наставата и услови за спортување и рекреација. Во скоро време, ова училиште веројатно ќе биде едно од најмодерните училишта во државата. И јас ве уверувам дека ова нема да биде последна инвестиција во вашата општина. Нашите планови за модернизација на образовната инфраструктура се големи и долгорочни и подеднакво ги опфаќаат сите општини, урбани и рурални средини. Се вложува секаде каде што има потреба од интервенција. Свесни сме дека инфраструктурата е еден од основните суштински предуслови за повисоки стандарди и квалитет на националниот образовен систем. Дозволете да информирам дека активностите за подготовка на теренот за изградба на ова сала се реализираа извесен период, а од пред неколку денови се работи и на изградба на карабината на овој спортски објект. Ова спортска сала, како што веќе кажавме, е дел од проектот на Министерството за образование и наука за изградба и опремување на 145 нови спортски сали, така што досега се изградени 69 сали, 43 во основни и 26 во средни училишта, додека 15 се во фаза на градба, 11 во основни и 4 во средни училишта. За една година од сега очекувам објектот целосно да биде завршен на површина од 650 квадратни метри, со опремата која ќе биде поставена, учениците ќе можат да ја користат мултифункционалноста на салата за играње мал фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, пинг-понг, гимнастика и така натаму. И знам дека ќе биде користена многу, не само за време на часовите, туку и по завршување на училишниот ден. Спортската сала ќе биде достапна за спорт и рекреација на учениците, на спортските здруженија, клубови, училишните спортски клубови и така натаму. Верувам дека сите со нетрпение очекуваме објектот да биде изграден и отворен, а ова е во склоп со нашите политики за поголема значајност на предметот физичко образование. Само да ве известам дека во вчерашната седница на влада со поддршка на премиерот помина двата предлог закон. Предлог законот за основно образование, предлог законот за наставници и стручни соработници во основно и средно образование, така што е предвидено тандем наставници по предметот физичко образование од 1 до 5 одделение. Нека ни е со среќа.